Трае постапката за избор на судии за Штипска апелација по основ на веќе завршениот оглас. Овде проблемот со недостаток на кадар е значително изразен и тоа го потенцираше председателот на Републичкиот судски совет Сашко Георгиев при денешната посета на Штипското судско оделение. Огласот за Штипска апелација вклучуваше двајца граѓански судии и еден кривичар, а оглас за уште еден граѓански судија имаше и во јули. Меѓутоа, оваа бројка ќе биде само утешна, вели Георгиев, а прашањето повторно ќе мора да се отвори. Имаме реални големи проблеми генерално низ целата држава, по сите судови, некаде е тоа поизразено, како што е примерот со апелационен суд во Штип. Очекувам дека во најскоро време ќе се пристапи кон избор на суди, каде што веќе е завршен огласот и е во процедура постапката за избор. Така што сепак во дадената ситуација тоа ќе биде нешто мало, како да викаме, утешно пополнување на кадар со во апелационен суд во Штип. Во иднина би требало тоа прашање да се отвори повторно и да, значи, со огласи, со нови огласи за избор на поголем дел на суди, како би се екипирала апелационен суд во Штип. Проблемот е актуелен и во основните судови, но овде треба да се реши со продуцирање нови кадри преку Академијата за суди и јавни обвинители. Веќе е познато дека Штипскиот основен суд работи со половина капацитет. Во Берово се делегираат судии од Кочани, а во пензија замина и единствениот судија во Делчевскиот суд. Таму судскиот совет ќе мора да делегира судија од друг суд, најверојатно од Кочани, како што е случајот и со Берово. Реалниот проблем се особено одразува во недостатокот на судии и во основните судови, каде што очекувам дека во наредниот период ќе произведеме таков кадар преку Академијата и ќе биде овој кадар избран во основните судови. Судскиот совет неодамна избра и нов председател на Штипска апелација, а од 21 ноември се променува и председателот на Основниот суд. Председатели треба да се назначат и во Берово и Делчево, но овде прво мора да се делегираат судии.